Нема повредени во пожарот кој утринава околу 10 часот избувнал во покривната конструкција на домот за стари лица Доктор Јаневски во село Чемерско. Таму биле згрижени 30 лица. Благодарение на брзата интервенција на територијалната противпожарна единица Кавадарци, спречена е поголема трагедија. Штитениците се транспортираа во Кавадаречката болница со медицински возила и според изјавата на директорката на болницата доктор Гордана Ѓорчева Камчева, сите се во стабилна состојба во моментот на приемот. Јас најпрво би сакала да се заблагодарам на нашите вработени од пожарната кои во најбрз можен рок, од прилика по моја информација од 30 до 45 минути ставија стоп на тој пожар. Сите штитеници на домот во Чемерско се сега за сега стабилни, пренесени, транспортирани до нашата здравствена установа. Тука ќе бидат згрижени, тие се околу 30 на број. Ќе бидат згрижени тука на трети спрат, се до нивно понатамошно транспортирање дале до фамилиите или до другите домови. Морам да изразам благодарност уште еднаш до нашата пожарна, до екипите на итната медицинска помош и исто екипите на медицинските помош на град Велес и град Свети Николи кои испратија свој возила да помогнат за транспорт на пациентите. Тука се вклучени и секако градоначалникот со возило од јавното претпријатие за транспорт. Подобрите пациенти се пренесија со нивни автобуси, додека сите други и неподвижни се пренесија со возила на брзата помош. Во моментот се тука и тие се во стабилна здравствена општа состојба и ќе бидат под надзор и на нашите вработени и на вработените од домот за стари лица Чемерско. Повреди од пожарот нема ни тука и еден штитеник? Нема, не. Сите се добри, без повреди од изгореници. Сите бевте тука, сите се пречекани од здравствени тимови, од екипа на лекар, сестра, болничар, пренесени, транспортирани и во моментот веќе на трети спрат со дополнителни прегледи за кои што треба. Во болницата беше присутен и градоначалникот Митко Јанчев, кој беше вклучен во координација на акцијата за транспорт на штитениците. Значи во моментот ги спестуваме сите пациенти од домот за стари лица во село Чемерско кој што беше опожарен, некаде пред 10 часот избувна пожар. Во делот на бројната состојба на пациенти околу 30, од кои што 10 пациенти се во потешка состојба од претходно примени неподвижни пациенти. Организирани сме во делот на возило од брза помош од Свети Николе, Велес, Кавадарци, Неготино. Противпожарната единица од Кавадарци исто, заедно со ОВР Кавадарци. Сите пациенти се веќе транспортираат од село Чемерско на Кавадарци. Претежно станува збор за повозрасти лица во поодминати години и во потешки состојби. Меѓутоа и доста премрзнати лица кои што за време на пожарот беа евакуирани надвор пред самиот дом и навремено беше организирано и од ЈЕПА превоз да можеме да ги донесеме до општа болница Кавадарци. Сите пациенти ќе бидат прегледани, ќе бидат сместени во општа болница Кавадарци и според нивната ситуација ќе биде дадена соодветна терапија. Го чекаме и списокот од домот за лицата кои што примаат терапија да можат соодветните лекарски тимови да продолжат со терапија и лицата ќе бидат сместени во општа болница се до нивната можност да семејствата си ги земат од самата општа болница оние кои што ќе бидат во добра здравствена состојба. Во делот на повредени лица, освен во делот на премрзување од ладното време и во делот на неколку вдишувања од чад, немаме посериозни повредени лица, меѓутоа за тоа што станува збор за ризична категорија на лица, беше реагирано соодветно и брзо за да можеме да ги сместиме во една топла просторија и да примат соодветна медицинска помош. Околу материјалните штети не се распрашува доволно, меѓутоа сигурно збор за сериозни материјални штети и за сериозен пожар кој што избувнал во кровната конструкција на самиот дом. Цела среќа е што навремено е виден пожарот и навремено е реагирано. Сами знаете дека село Чемерско е 30 км оддалечено од градот Кавадарци. Меѓутоа службите брзо реагираа и веднаш беа на терен
Дел од мештаните имаат помогнато нормално и технички персонал во делот на евакуацијата на луѓето, пошто сигурно до овие 30 пациенти, едно 15 пациенти се не може самостојно да се движат и беше потешко во делот на излекувањето и евакуацијата на самите лица. Пожарот кој зафати дел од покривот на домот е локализиран. Сите корисници безбедно се евакуирани и однесени во општа болница, каде ќе останат неколку дена. Голема благодарност до градоначалникот, противпожарната служба и директорката на општа болница и на сите што помогнаа, велат од домот за стари лица доктор Јаневски во објава на Facebook.